Денеска е Народната банка прилично самостојна институција која што оперативните одлуки ги носи самостојно и заради тоа таа има резултати на полето на управувањето со монетарната политика и во рамките на нејзината надлежност супервизијата над банкарските институции и штедилниците. Со други функции, во текот на мојот мандат 2004-2011, како и во секој период, имаше повеќе искушенија на кои што требаше да се одговори со интегритет. Со моето доаѓање наследив најмалку 4 до 5 банки кои што де факто не беа тоа. Две од тие 5 до 6 банки за жал мораа да бидат затворени со одземена лиценца за работа, а 3 до 4 банки мораа да ги променат собствениците. Во рамките на такви процеси секогаш има притисоци, но повторувам, клучното прашање со интегритет мора да се одговори на тоа и да се одбијат секакви политички влијанија и секакви влијанија на интересни групи. Второто искушение беше во 2007-2008 година, за време на големата финансиска криза во светот. Во една година размената со странствена Република Македонија се намали за 30%, а во одбраната на девизниот курс Народната банка мораше да употреби од своите девизни резерви 1/3. Во рамките на таа криза мисијата на Меѓународниот монетарен фонд или шефот на мисијата, господинот Франек Рузвадовски, побара разговор со мене во 4 очи. Во тој разговор во 4 очи побара да извршиме девалвација на денарот за најмалку 20%, затоа што според оценката на мисијата девизните резерви достигнале критично ниво и дека нема да издржи ова ниво на девизен курс од 61,5 денари, кој што од 1997 година навамо го одржува Централната банка. Тој предлог го одбив. Во септември господинот Разводовски дојде, ситуацијата беше драстично променета во позитивна насока. Ми пружи рака на честитка и рече: гувернере, вие имавте право, ќе донесевме грешна одлука. Третиот пример беше акција да ја одвои супервизијата на Народната банка врз банките, односно да ја премести во Агенцијата за супервизија на други финансиски институции. И тоа ќе беше катастрофална одлука. Брзо организирав во тој случај посета на меѓународните институции, комбинирана делегација од представници и експерти на Светската банка, на Меѓународниот монетарен фонд, на Европската унија, состав од 15 луѓе дојдоа во Македонија, извршивме разговорите во Народната банка, тие потоа си ги обавија разговорите со оние што сакаа да ја донесат таа одлука и на тој начин таа катастрофална евентуална одлука беше спречена. Токму поради таквите нешта Македонија има банкарски систем кој што успева да одолее и во кризи како онаа што беше во 2008 и во 2000 и ова денешнава тековнава економска светска криза.